Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе разговараме на една посебна тема, конкретно од нашиот блог на едукациони видеа. Претходно разговаравме за онаа формација шолче. Денес ќе поразговараме за втората формација која што верувам дека е битна по важност, нормално веднаш после шолче, а тоа е head and shoulders, односно глава и рамена, така се нарекува оваа формација, иако малку глупаво би звучало сега ова на македонски, но нели ќе се обидам колку што можам повеќе да го прилагодам тоа за да може да го разберете. Со оглед на фактот дека поголемиот дел од англиските зборови кои што се користат во самиот крипто пазар се малку, како да кажам, чудни кои користиме во македонскиот јазик, но нели, тоа е тоа. Таква е ситуацијата конкретно со промена на термините. Со тоа што повторно ќе го користиме биткоин чартот, кој што ни дава најдолга историја во криптомаркетот и со тоа и највеќе простор за вежба фактички, за да можеме да ги научиме овие основни факти, основни алатки кои што се користат, со тоа што има и понатаму други формации за кои што ќе разговараме, но нели постепено. Денеска посебно ја земав оваа формација затоа што на едночасовниот чарт моментално имаме ваква формација која што може да се оствари во наредниот период за биткоин, но ќе почнеме од почеток, значи се наоѓаме на неделно ниво. Се што ќе ни биде потребно за практично пронаоѓање и мерење на оваа формација е правата определена од две точки и отсечката. Со тоа што пред тоа ако сте гледале нашите видеа, истите може да видите како сме ги додавале, во случај не, значи од левата алатка, од левата практично оваа како да кажам групна алатка која што ги содржи сите алатки, значи и одбираме отсечката и од паѓачкото мени треба да ги обележиме со звезда, односно ги направиме наши омилени Ray и Trading Line, односно ова се отсечка и права определена од две линии, со тоа што истите ќе се појават на нашата на овие овдека омилени алатки кои што се наоѓаат директно на TradingView чартот. Сега, што уствари представува head and shoulders, односно глава и рамена самата формација? Тоа ни представува уствари кога имаме одредена права. Значи, рековме дека на самата права цената врши ритест се додека не ја скрши. И колку повеќе ритести се случуваат на таквата права, толку е поголема веројатноста дека истата ќе биде скршена. Со тоа што правилата за head and shoulders се дека првиот бран секогаш е помал од вториот бран и истиот е во случајов третиот фактички не сме исто така да биде поголем од вториот, каде што вториот бран представува највисок бран од овие три, каде што ова би требало да представува главата, а ова треба да представуваат рамената. Со тоа што треба на оваа пречка да бидат допрена, истата да биде допрена од страна на овие практично три засебни бранови, со тоа што секој од овие ритести на ваквата отсечка представува обид истата да биде скршена, со тоа што колку повеќе ја допираме, толку поголема веројатност дека истата ќе биде скршена и во оваа ситуација би очекувале дека цената ќе се придвижи надолу, со тоа што на секое движење под одредена права, значи што имаме? Ритест и потоа продолжување цената надолу, со тоа што кога мериме од оваа формација колку можеме да очекуваме во обратен правец да се движи цената надолу од оваа линија на отпор, се прави со втората алатка која што ни е потребна, тоа е отсечката од висината на главата до прав агол со самата права која што се обидуваме да ја скршиме и истата се поставува на моментот каде што сме ја скршиле самата права, со тоа што во оваа ситуација би очекувале дека цената ќе достигне до овој степен овде, што значи практично ова би ни била метата која што очекуваме цената да достигне во низиното паѓање после ритестот. Значи оваква прилика би изгледало пад, односно ова е правилниот head and shoulders, каде што доколку ги отстраниме овие цртежи можеме да го објасниме и обратниот head and shoulders, односно тоа е разликата помеѓу овие формации. Имаме како што е шолче и обратно шолче, така и head and shoulders формации, каде што имаме обратно поставување на во оваа ситуација би било, значи имаме едно рамо, потоа имаме глава и имаме второ рамо, со тоа што, значи,
едното и другото рамо може да бидат во различна висина, со тоа што не смеат да бидат повисоки од самата глава во оваа ситуација, доколку се тогаш имаме сосема друга формација, сосема друг вид на движење на цената. Значи се додека вака се движат, двете рамена се помали од самата глава, значи во тој случај имаме правилна формација и повторно очекуваме цената да пробие над во оваа ситуација да направи ритест на самиот отпор и да продолжи да се движи нагоре, со тоа што повторно, значи потребна ни е отсечката за да направиме мерка по прав агол од врвот на главата до самата права, која што односно отпор кој што биде да го скршиме и да го измериме тоа од самиот отпор нагоре, се додека не добиеме мета каде отприлика очекуваме да се движи цената во оваа формација, односно ова би била метата во која што би очекувале да се придвижи цената од оваа формација. Значи би требало да изгледа отприлика вака. Сега нормално, не секогаш ова е целосна формација, но многу често помага во однос на самиот чарт за да можеме да утврдиме отприлика, значи како би изгледало движењето на самата цена. Сега јас ќе го оставам ова чисто за да имаме отприлика прилог како отприлика би изгледало самото основно движење на цената во head and shoulder формација, а сега ќе обидеме да се лоцираме неколку head and shoulders на неделно ниво, значи прво на најголемиот, потоа ќе продолжиме надолу, со тоа да видиме како отприлика би можеле да ги најдеме. Значи поентата што е, се земаат и виковите во предвид, се додека не најдеме права, значи во случајов каде што имаме, каде што се задржува цената во таа формација. Значи ево, прилика ова би било една од оние формации каде што имаме едно рамо, имаме глава и имаме второ рамо во оваа ситуација. Со тоа што за да најдеме каде би била метата, со тоа што откако ја најдовме практично онаа оска на која што имаме во случајов поддршка, се што треба да направиме е од врвот на оваа конструкција, односно главата во оваа ситуација, под прав агол да најдеме која би била метата, која што потоа ја префрламе на моментот од каде што цената пробила надолу и ја добиваме онаа мета од 17.800 за која што многу од луѓето разговараат веднаш после ретестот. Така, значи буквално доаѓаме до она што постојано луѓето кажуваат дека 17.000 би можело да биде метата за овој bear market, со тоа што досега не работевме на ваков тип на формација, затоа и не сакав да ви покажам, затоа што нема логика да ви кажувам нешто за кое што не сме објавиле видео едукационо како тоа се прави. Значи ова беше една од основните каде што може да видите како изгледа мерење и наоѓање на оваа формација. Сега ќе најдеме уште неколку такви за да видиме како тоа изгледа. Значи и во оваа ситуација овде исто така имаме уште една, само што би требало да се вратиме на ден за да можеме поточно да најдеме каде се наоѓа самата формација. Значи на дневно ниво тоа би било овде, каде што треба да поставиме правата, односно во случајов каде што имаме соодветна поддршка, каде што имаме едно рамо, глава, второ рамо. Она што треба да направиме повторно е да најдеме под прав агол надолу метата, која што откако ќе ја поставиме овде, гледаме дека цената достигнала буквално она што се очекува од истата да го достигне, откако ќе пробие надолу, со тоа што повторно имаме, нели, пробивањето и метата, односно крајот на ова растојание одговара на метата која што успеала цената да ја добие, со тоа што, значи, ваков тип на формација може да се најде во било каков временски период. Сега ќе пробаме да најдеме и reverse, односно обратни head and shoulders, каде што имаме движење на цената нагоре, со тоа што не заборавајте дека ваквата формација не е толку честа, затоа што за истата да се случи мораме да имаме 3 бранови. Ели се враќаме чисто да видиме како изгледа тоа во минатото, ќе најдеме негде таков тип на формација. Нормално, како што може видите, ја бараме веднаш на лице место. И затоа некогаш ни е потребно малку повеќе време додека успееме да ја најдеме. Еве, јас мислам дека во оваа ситуација имаме овде. Само да видам точно дали за тоа станува збор. Да, со тоа што би почнала од овој крак овде, самата формација. Со тоа што имаме
рамо, глава и уште едно рамо на самата формација, со тоа што овде би била метата на самата формација под прав агол, и кога истата ќе поставиме од моментот каде што истата пробила нагоре, гледаме дека сме добиле скоро до самата мета. Нормално, како што рековме, не секогаш истата целосно се исполнува, но во оваа ситуација гледате, имаме ретест и нагоре истата стасала скоро до исполнување на самата мета. Значи, како што реков, имам многу од овие формации, јас се обидам моментално да најдам само за да ви покажам, за да видите како истата може да алоцираме, но ово што моментално го правам јас е на лице место, чисто се обидуваме да најдеме неколку за пример, за да можеме да видиме како истата се применува. Во оваа ситуација, например, на претходниот bull market можеме исто така да најдеме, со тоа што овдека би била самата формација, односно имаме рамо, глава, рамо, со тоа што доколку поставиме отсечка од самата глава надолу под прав агол, значи секогаш по прав агол, за да можеме да добиеме точна мета надолу, истата ја префрлиме од моментот каде што истата да пробила. Значи, во случајов, иако истата продолжи надолу, се уште го имаме ова како мерка каде што практично треба да видиме после нејзиното пробивање каде би паднала цената, и како што може да видите, доколку повлечеме овој квадрат, односно оваа зона, цената буквално добила, ја постигнала метата за која што разговараме. Ова е само на брзинка, сакам да ви покажам како изгледа кога ќе се најде ваков тип на мета. На дневно сега ќе се вратиме и на часовно ниво, каде што овие информации ги има многу повеќе. Не заборавајте, значи колку поголемо е временското растојание, односно временскиот период во кој што ги ноѓиме овие формации, толку и истите се со многу поголем значи процент на движење на цената нагоре или надолу, и затоа истите многу по-ретко се наоѓаат на поголемите временски зони. Се обидам да најдам некоја која што е школски пример, некогаш истите се малку по-комплицирани, но се обидам да најдам некоја која што е школски пример, како во оваа ситуација овде. Значи, доколку ја поставиме правата во оваа ситуација вака, ова би било главата, ова би биле рамената, кои што се гледате со понизок пат, односно помали од самата глава, со тоа што повторно, значи, да се вратиме на ситуацијата каде што треба да измериме од врвот па до самата, по прав агол до самата права, и ја поставиме на местото каде што имаме пробив, сме ја постигнале метата буквално. Значи, точно завршила на метата и продолжи да се движи обратно, со тоа што ова е обратен head and shoulders, каде што цената се движи нагоре, и прав head and shoulders каде што цената се движи надолу. И во оваа ситуација имаме класичен head and shoulders на овие три, каде што имаме во случајов рамо, глава, рамо. Значи, не очекувате секогаш да биде правилно. Гледате, во оваа ситуација имаме многу поголем и многу поизобличен дел на главата, со тоа што повторно е глава, затоа што имаме подолго движење од ова што е овдека моментално, со тоа што повторно по прав агол од апсолутниот врв на оваа формација, значи тоа би било овде, доколку истата ја префрлиме, иако во случајов не сме ја добиле, значи максимално, но сепак самата формација е успешна, со тоа што мораме да утврдиме дали е паметно да ризикуваме и да чекаме истата да биде целосно исполнета, или пак ќе извадиме профит уште пред истата да заврши. Со тоа што доколку би мереле подолу, не од овој максимален дел, значи доколку би мереле од самата формација, што не би било правилно, нормално, гледаме дека сме многу поблиску до самата мета, но затоа и реков, значи не секогаш целосно ќе биде формацијата исполнета, затоа што не заборавајте дека имаме многу дополнителни фактори. Значи овдека не можеме да земеме ние само еден фактор, односно да земеме само во случајов една информација и како такви да очекуваме дека истата ќе биде исполнета, затоа што мораме да ги земеме и другите индикатори на кои што работиме. Затоа и земањето на другите индикатори на кои што работиме може дополнително да ви помогне во утврдување, односно да видите дали тоа вистина ќе биде метата, затоа што како што може да видите и сами, не е секогаш само еден индикатор и да очекуваме истиот да биде комплетно да ја исполни она што го очекуваме во ситуација од самата формација. Значи затоа мораме да ги земеме сите индикатори во предвид. Во оваа ситуација овдека
би можеле исто така да најдеме уште една, со тоа што гледате, значи имаме едно рамо, глава, второто рамо не мора да биде веднаш до тоа. Значи се додека се наоѓа на иста оваа права и не успеало да пробие, тоа значи ова би било второто рамо овде. Гледате, значи рамо, глава и ова е второто рамо. Затоа реков некогаш овие формации се малку чудни, но се додека следите основните правила за тоа како да најдете формацијата, гледаме. Значи точно. Иако пробила нагоре, битно е дека сме ја нашле основната мета на самата формација. Сега, оваа формација денеска сакав да ви ја покажам затоа што моментално, значи во самиот Bitcoin чарт гледате дека во две ситуации на Bitcoin чартот ни помогна оваа формација да видиме од каде потекнуваат тие мети. Значи ќе се вратиме уште еднаш, ќе ја повториме онаа на макро нивото, но прво сакам да ви ја покажам оваа на микро нивото, од каде и рековме дека очекуваме да има одреден баунс, односно цената да се придвижи конечно нагоре, која што е долго очекувана. Значи, ова е последниот чарт, последниот сегмент од BTC цената, каде што можеме да видиме класичен пример на Head and Shoulder, затоа и реков дека во денешно време, посебно во овој дел од чартот на Bitcoin, како на микро, така и на макро ниво имаме два примери кои што се многу битни за да можеме да утврдиме формација, каде што доколку измериме од самата глава до отсечката под прав агол, можеме да утврдиме дека после овој ритест кој што е овдека направен, очекуваме цената да се придвижи негде околу 24,6, односно 25.000. А доколку се гледале други технички анализи, ова е и еден од основните предскажувања за овој баунс кој што го очекуваме на биткоин, дека може да се искачи до 25.000. Па сакав да ви покажам од каде е тоа и како толку од, значи, да речем, технички аналитичари успеале да утврдат дека цената на која што би можел овој баунс да ја добие биткоин би била 24, односно 25.000. Значи гледате, имаме рамо, глава, уште едно рамо, каде што веќе ритестот е направен, доколку се вратиме на еден час можеме да видиме дека ритестот е веќе успешно направен. Гледате, значи веќе ритестот е еднаш два пати направен, со тоа што цената почнала конечно да се движи нагоре. Значи ова не значи дека ќе биде исполнето, но доколку видиме како стојат работите, моментално со тоа дека биткоин е комплетно оверсолд на поголемиот дел од временските зони, можеме да очекуваме дека ова има реалност да се случи. Да се вратиме уште на неделно ниво, со тоа што никогаш не заборавајте дека колку и одредена на микро ниво одредени работи да изгледаат одлично, никогаш не заборавајте на макрофакторот дека на макро ниво, доколку имаме одредена формација која што моментално се случува, има многу поголема практично веројатност истата да се случи. И поради таа причина микронивото е доколку тргуваме на, да речем, одреден временски период за брз профит, но макрониво е каде што на вистина се прави соодветно богатство. Значи, гледате, еве ги, онаа мета од 15 до 17.000, затоа што како што можеме да видиме, ова може да биде малку и проместено нагоре. Значи, затоа во прилика ова би било метата која што би можеле да очекуваме за паѓање на биткоин надолу, и затоа ќе напоменам уште еднаш дека од овде техничките аналитичари доаѓаат од онаа мета од 15 до 17.000. Гледате, значи во однос на тоа како ќе постават правата, некои ја поставуваат од врвовите, некои ја поставуваат од базата на свеките. Поентата што е? Вас нема огромна разлика да ви направи $500 во цената на биткоин, доколку планирате да купите кога цената ќе успее да капитулира до ова ниво кое што е овде определено, кое што исто така поистоветува со овој дел каде што во целиот бран нагоре имаме овие две свеки кои што се обратни, но ова се само да не навлегуваме во анализа, ќе го искористиме ова во следниот пат кога ќе правиме анализа на биткоин, тоа е негде вторник или среда оваа недела, каде што дополнително ќе ги спомнеме овие две Head and Shoulders формации кои што се појавуваат едно на многу помал временски период, каде што очекуваме баунс, релиф баунс до 25.000, додека уште еден на макро ниво, каде што очекуваме реализација на овој да биде на некој начин и апсолутно до дно во овој bear market, кој што верувам дека многу кратко ќе се задржи, со оглед на фактот дека зборуваме за максимално ниско цена на биткоин од 17 до 15.000 негде од прилика. Значи тоа се овие, затоа и се обидуваме кога имаме
Се обидуваме да најдеме конкретни примери каде што тековно ги имаме ваквите информации или ваквите индикатори кои што може да бидат искористени и според тоа правиме соодветни видеа во однос на тоа што ни одговара во моментот, за да можеме да апдейтираме во реалната состојба на самиот криптомаркет. Па затоа и гледате како каде што се појави самата формација во два наврати на макро и микро ниво, би можеле во овој случај да ја додадеме на нашите алатки и информации кои што ги користиме во секојдневните анализи. Значи тоа беше кратко видео за да ви објаснам како отприлика изгледа Head and Shoulders формацијата во обратно и во нормално практично нормална формација и се надевам дека ова понатаму ќе продолжите со нас заедно да го користите во однос на следните анализи кои што ќе ги правиме на различни крипто валути нормално. Се надевам дека ова беше информативно. Нормално да дадете го во вашиот арсенал, слободно споделете со било кој што сака да научи напредна техничка анализа. Секој коментар, секој лайк се добре дојдени. Уште еднаш ви благодарам многу за поддршката која што ја давате на нашиот канал и се гледаме во следното видео на нашиот канал на CryptoGameMedia. Имајте добар ден.